Добар ден на сите и добре дојдовте на денешната дебата, насловена Кој профитира од економскиот раст во услови на растечка нееднаквост меѓу граѓаните. Морам да ви кажам дека јас сум многу среќна како модератор за оваа дебата, бидејќи долго време сакав да им ја предложам на пријателите од Сорос, од фондацијата, и се погоди баш да ми се јават на оваа тема и мислам дека е многу актуелна. Особено што постојано слушаме дека сме лидери во економскиот раст, дека во регионот сме лидери, во Европа сме трети и така, меѓутоа тоа само по себе ништо не им значи на граѓаните, односно се презентира како некој грандиозен успех. Меѓутоа многу поважно од презентирањето на стапката на економски раст е која е придобивката за граѓаните од него, односно дали таа додадена вредност на бруто домашниот производ се распределува кај сите граѓани подеднакво и каде завршува практично. Тоа се вели инклузивен раст, односно колку граѓаните ги чувствуваат придобивките. За попластично да објаснам од мој пример како новинар, кога правев јас за потребите на емисијата моја Маркет 168 репортажа во Мариовските села, таму најголем дел од селата немаат амбуланта, односно имаат објекти каде што била амбуланта, веќе тие ги нема, се руинирани, немаат училишта, немаат дури ни вода повеќето од селата и се полупразни. Ми е жал што не можеме видеото да го видиме со сведоштва на граѓани, на жители што живеат во селата. Некои беа со деца и размислуваат за селење, бидејќи немаат каде да ги носат во училишта, и еднаш во неделата доаѓа амбулантно возило чисто да види дали има некој потреба, меѓутоа здравјето, односно болеста не е темпирана за во сабота, така да тие луѓе се практично без здравствена грижа постојана, без училишта и без вода, односно елементарни услови за живот. За разлика од тоа, да речеме, во исто време, додека тие така живеат, кај нас економскиот раст се зголемува, да речеме по изминатите години, како последица на градежните активности во Скопје 2014. Меѓутоа, тие луѓе ништо од тоа никаква придобивка од тоа не чувствуваат. Односно, профитираат некои градежни компании, се бележи растот, меѓутоа не е тој инклузивен. Сакав како вовед во денешната дебата исто да го спомнам ова дело од Томас Пикети, веројатно повеќето го знаат, Капиталот на 21. век, каде што тој зборува баш за нееднаквоста, и тој ја разгледува нееднаквоста неколку векови наназад. Барал податоци, се обидел да состави некоја база на податоци од 17-тиот, 18-тиот и 19-тиот, 20-ти, 21 век. И според неговите заклучоци, она што например имало кога со Давид Рикардо и Карл Маркс практично има апокалиптични најави за завршетокот на капитализмот, односно дека капитализмот не води кон добро, односно кон крајна нееднаквост и осиромашување на граѓаните, па се до Сајмон Кузнец, кој излегува со премногу оптимистички теории дека практично во индустриализацијата првин се зголемува нееднаквоста, но таа нужно понатаму се намалува со развојот на индустриализацијата, и односно во тие неразвиените земји е првин голема нееднаквоста, но таа понатаму се намалува. Според Пикети, сите овие теории, и апокалиптичните на Давид Рикардо и на Маркс, а и ова што ја нарекува тој бајка на Сајмон Кузнец, практично тој вели дека не може да се употребат економски закономерности за да се предвиди нееднаквоста во иднина, бидејќи таа зависи многу од политичките одлуки. Во историјата така покажала. И токму тука сакам да отвориме дебатата, дека политичките одлуки се многу важни, особено на оние кои ги носат извршните одлуки и управуваат со најголемата алатка, да речеме, во економските политики, тоа е буџетот. Значи, како вие ќе ги насочите, ќе ги спланирате парите во буџетот, тоа и зависи дали вие поттикнувате нееднаквост или ја зголемувате со своите политики.
Јас прво би отворила дебатата со професор Маријан Петревски од Американ коледжот, бидејќи токму неговото интервју во Дневник на таа тема и ги инспирирало организаторите да се организира оваа дебата и навистина е одлично интервју, ги охрабрувам сите да го прочитаат. Маријан, повели ќе отвориш дебатата на тема нееднаквост, па ќе продолжиме понатаму. Благодарам, Ида. Благодарам на Фондацијата Отворено општество Македонија, која што се инспирирала од тоа интервју, така што апсолутно е отворена поканата да го прочитаат присутните, меѓутоа дури да не го прочитаат во принцип на што ќе го дискутирам денес, ќе биде реафирмација на тие ставови што се во интервјуто веројатно на поелаборативен начин. Така што јас припремив и презентација со некои слики за да поддржам, односно графикони и бројки за да ги поддржам тие ставови таму, меѓутоа за жал ја заборавив. Не ја донесов, така што ќе мора да дискутираме, меѓутоа мислам дека Бране има доста бројки на презентацијата, иако ставовите ни се разликуваат во поглед на тие бројки. Така што сега да почнам од темата. Темата е кој профитира од економскиот раст во услови на растечка нееднаквост на граѓаните. Мислам дека одговорот е многу едноставен. Значи, профитираат побогатите слоеви. Нема дилема дека тоа е така. Штом расте нееднаквост, значи растот повеќе го абсорбираат, да кажеме, повисоките слоеви на скалата на доходот и сега пак ќе речам за жал имав за тоа една слика каде што низ текот на годините во Македонија може да забележиме дека растот се зголемува, односно БДП се зголемува, значи имаме раст во просек, меѓутоа истовремено не успеваме да ја намалиме сиромаштијата. Односно сиромаштијата перзистира на некое ниво околу 27, 29, 30% и тоа е најсилна слика од која што може да се види дека навистина имаме раст, меѓутоа растот не оди кај овие најсиромашните за да може да ги извлече од сиромаштија. Инаку само накратко, ако го погледнеме Джини коефициентот кој што ја мери нееднаквоста во Македонија, тогаш ќе забележиме дека низ годините постојано расте. Од 90-та година наваму тој е во постојан пораст. Така што ова го кажувам веднаш на почеток за да нема впечаток дека нееднаквоста се зголемила сега или во последниве 4 или 8 години, туку таа постојано растела низ годините. Например, учеството на најбогатите 10% во доходот на крајот на 90-тите години било околу 22%, па ќе речам, ќе ги видиме веројатно поточните бројки, денес е над 35%. Нема точна бројка колку што знам јас, може да има некои апроксимации за почетокот на 90-тите, меѓутоа се проценува околу под 20%, кога сме излегле од планскиот систем кој што бил многу поеднаков за разлика од сегашниот капиталистички систем. Сега на сметка на тоа, најсиромашните 10% на крајот на 90-тите учествувале во доходот со над 3%, денес учествуваат со под 2%. Значи сме имале една растечка дивергенција помеѓу најбогатите 10 и најсиромашните 10, што нели е друг начин да се мери нееднаквоста во доходот. Сега ако се прашувам што е причината за тие растечки нееднаквости во текот на претходниве 20-25 години, тогаш би рекол дека прво е несвесноста на носителите на политиките. Јас и ден денес мислам дека благодарам што тука сега гледам на новинари и благодарам генерално што ја земаат темата да ја дискутираат во своите медиуми, меѓутоа досега оваа тема скоро воопшто да не се отвараше. Ниту од медиуми, ниту од полисимејкери. Може да аргументираме дека носителите на политиките не сакаат да дискутираат на темата, не знам дали е така, можеби не сакаат, можеби сакаат. Меѓутоа генерално мислам дека основна причина е што постои несвесност за значењето на темата. И се верувам дека оваа дебата е еден почеток на тоа да покажеме дека навистина темата е важна, па сите чинители во процесот да почнат да дискутираат на таа тема. Сега како резултат на
начелна несвесност, би рекол дека се спроведувале политики кои што ја поттикнувале нееднаквост. Ако се вратиме во 90-тите години, тогаш ќе забележиме дека во еден момент има еден поголем скок на нееднаквоста во распределбата на доходот и тој скок е главно сврзан со процесот на транзиција и приватизација. Значи, што се случи во приватизацијата? Од една релативно рамномерна распределба, да кажем условно, на собственоста на капиталот, одеднаш се случи да собственоста биде приграбена кај тогашните раководители на предпријатијата во општествена собственост, а за сметка на тоа да осиромашат работниците. Така што да нема дилема дека првиот импетус на нееднаквоста е зададен тогаш. Јас не викам дека тоа било намерно за да се поттикне нееднаквоста, меѓутоа една од причините од каде сето тоа почнало датира токму тогаш. Сега, по мое мислење, всушност, жално е што и следствено на тоа владите не водеа политики кои што ја решавале нееднаквоста. Сега директно да се префрлам во поновово време, например, еден од адутите на тековната економска политика е секако рамниот данок. Меѓутоа го спомна и ти Пикети. Пикети се залага за оданочување кое што не треба да биде пропорционално, туку треба да биде прогресивно. Зошто? Затоа што тоа зафаќа од побогатите слоеви повеќе и со редистрибутивната функција на буџетот, тоа се носи кон посиромашните слоеви за да може да ги извлече од сиромаштија. Меѓутоа, ние се одлучивме да воведеме рамен данок и имам впечаток дека секогаш било која политика што ја носиме, ја правиме, можда не е најсоодветен збор адхок, меѓутоа ја правиме без да ги оценуваме бенефитите и трошоците од таа политика. Значи, рамниот данок не беше воведен за да ја поттикне нееднаквоста, затоа не ни зборувавме. Рамниот данок беше воведен за да ја олесни бизнис климата, нели, условно кажано, за да доаѓаат тука инвеститорите, и тоа е легитимно. Можда во целата оваа приказна на странски и директни инвестиции има некаков удел. Не викам дека има клучен, меѓутоа можда има некаков удел. Но ние никогаш не сме зборувале дали потенцијалниот бенефит од тоа го надминува, условно кажано, трошокот, што рамниот данок го предизвикува за да ја потпали нееднаквоста во општеството. И многу други политики. Значи да ја земеме и последнава промена во даночната политика, која што се однесува на оданочување на хонорарите со придонеси, и таа политика е главно поттикнувачка за нееднаквост. Меѓутоа владата не ја донесе за да ја поттикне нееднаквост. Ја носи за некоја друга цел да ги пополни фондовите, пензискиот и здравствениот фонд. Ама повторно ние не дискутираме дали потенцијалната корисност од тоа е поголема од, условно кажано, штетата што тоа ќе ја донесе за зголемување на нееднаквост, односно што голем дел од тие луѓе што земаат хонорари ќе ги втурне во сиромаштија. Тоа не го дискутираме, гледате, нема таква дебата во општеството. Но сега прашањето е дали нееднаквоста е македонски феномен. Не е македонски феномен, сушност така и произлезе оваа книга Капиталот на 21. век, всушност е светски феномен. Во САД, например, најбогатите, сега мислам 10% се 16 пати побогати, поголем доход имаат од најсиромашните 10%. Ако го прашаме Пикети што ја поттикнува нееднаквост на глобално ниво, тој ќе ви каже капитализмот. Сега, пред да продолжам за Пикети, сосем накратко да се навратам на двете главни мисли, доктрини. Тоа се класичната политичка економија и марксистичката, на која што се надоградува Пикети, без намера да одам во некое теоретизирање. И ти во твоето излагање рече во еден момент дали растот се распределува подеднакво кај сите граѓани.
Мислам дека тоа би била идеална ситуација, меѓутоа дали тоа треба да биде така? По моје мислење треба да биде така и во принцип се согласуваат со тоа и класичарите. Тие викаат ќе постои нееднаквост во секое општество и таа е во известна смисла праведна ако е соодветна на продуктивноста на трудот. Значи сите луѓе се различни, имаат различни, да се изразам во, нема да ми замерите во статистичка смисла, видливи и невидливи карактеристики. Најкарактеристична видлива карактеристика е образованието. Значи некој што е високо образован ќе заработува повеќе од некој што е ниско образован. Дали тоа значи дека имаме нееднаквост во општеството? Не. Не значи. Или имате невидливи карактеристики како снаодливост, способност и така натаму. Сите тие ќе детерминираат некој да заработува повеќе од некој кој што е помалку способен или помалку снаодлив, помалку итар и така, или има помалку врски, на пример. И врските се една невидлива карактеристика. Така што во линија со оваа класична економија, секогаш кога продуктивноста детерминира одредена нееднаквост, таа не е проблем. Така што ние по тој основ не можеме да дојдеме до општество во кое што секој би заработувал еднаков доход, меѓу другото и затоа што тоа ќе ги убие попродуктивните работници во економијата. Значи, ако секој по одреден механизам заработува еднаков доход, тогаш оние што се попродуктивни, повеќе волни да работат, ќе речат па зошто толку да работам. Не, добро, јас само се надоврзав на аргументот, меѓутоа сакам да го образложам тоа. Меѓутоа на друга страна е марксистичката мисла, која што вели дека всушност начинот на кој што е поставен капитализмот е генератор на нееднаквост. Односно, не е нееднаквоста само резултат на продуктивноста на работниците, туку самиот капитализам кој што има една инхерентна карактеристика и која што вели дека собствениците на капиталот всушност ќе сакаат да ги платат работниците минимум, вака грубо кажано. И односно работниците создаваат вишок вредност за која што не добиваат соодветен надомест, ќе добиваат некој минимален надомест кој што може да го плати работодавецот. Остатокот ќе го прибере капиталистот. И така се кумулира едно богатство кај капиталистите, а работниците се повеќе осиромашуваат. И тоа нема врска со нивната продуктивност. И така се генерира нееднаквоста. Или во тонот на Пикети, јас не сум дошол се уште до книгата, меѓутоа веќе разговаравме дека може и да правиме напор да ја преведеме на македонски јазик. Тој вели дека секојаш кога стапката на профит е поголема од стапката на економски раст, секојаш ќе имате нееднаквост. Затоа што профитот е награда за капиталот, цената на капиталот, грубо кажано, и тој значи си приграбува поголем дел од она што се создава во економијата мерено според економскиот раст. И тоа во принцип на долг рок е неодржливо, односно се повеќе ги зголемува овие диспаритети. И тука доаѓаме до моментот каде што јас во принцип не се согласувам со Пикети во контекст на Македонија, апсолутно не сакам да дискутирам за глобално ниво, а тоа е прашањето дали сега сето ова имплицира дека ние треба да се вратиме на прогресивно даночување. Го критикував рамниот данок во контекст на нееднаквоста, реков дека можеби е добар во контекст на бизнис климата. Дали треба да се вратиме на прогресивно даночување, мојот став е не. Прво, од да кажеме фискална перспектива. Дали ако имаме ние прогресивно даночување, дали тоа ќе значи дека оние средства што потенцијално би се зафаќале повеќе од богатите, дека ќе се преусмеруваат кон сиромашните? Не би рекол. До сега јас не сум видел таков политички комитмент на било која влада да тоа го прави. Гледате, тоа се случува и сега. Во смисла дека дел од јавните пари се трошат на работи кои што не ја подобруваат инклузивноста на растот во жаргонот кој што го наметна на почеток. Второ, да кажеме од политичка перспектива.
Јас мислам дека за било која политичка партија ќе биде тешко да ги убеди своите внатре да премине на прогресивно оданочување. Зошто? Затоа што тие луѓе што се погоре на скалата на доходот, всушност се тие луѓе што се политичка елита. Значи, секоја влада ќе треба да рече сега ќе се оданочуваме сами себе повеќе. И пример еве ќе ви дадам повторно со хонорарите. Значи, кај хонорарите, не знам кој е ставот, дали се веќе изземени функционерите или не се, не знам на крајот што е, нејасно е, меѓутоа од каде потекнало тоа? Изземањето на функционерите. Предпоставувам дека партијата се соочила со притисок внатре да се изземат самите себе. Значи, било која партија што ќе сака да воведе поголем данок на самите себе, ќе се соочи со внатрешен притисок. Мислам дека така или ќе му се наруши внатрешната кохезија, нели? Или ќе дојде до неостварено ветување. Пред избори ќе ветат прогресивно оданочување, после нема тоа да направат. Што двете ствари би биле погубни за било која партија. Сега наспроти ова мислам дека всушност растечката нееднаквост ние треба да ја адресираме, односно да ја лечиме на друг начин. Ако го тргаме на страна, ја тргаме на страна можноста за прогресивно оданочување. И постои една сега литература што е во зародиш, да кажеме, која што ја поврзува нееднаквоста со така наречената интергенерацијска социјална мобилност. Интергенерацијска социјална мобилност значи да транзицијата од сегашната, како да го објаснам на поедноставен начин, од социјалниот статус на кога едно дете расте, значи социјалниот статус на неговото семејство, до социјалниот статус која ќе стане возрасно тоа дете. Односно, ако се родило во сиромаштија, во сиромашно семејство, колкава е можност или веројатноста која ќе порасне да не живее во сиромаштија. Тоа би значило интергенерацијска социјална мобилност и тоа е така наречена крива на големиот Гетсби. Аргументацијата е дека всушност треба да се дизајнираат политики кои што нема да ги оданочуваат богатите различно од сиромашните, туку на сиромашните ќе им овозможат поголеми можности да излезат од таа сиромаштија кога ќе пораснат условно кажано. Сега во литературата има повеќе начини како тоа, на кои што литература сугерира повеќе начини како тоа да се направи. Неколку политики би спомнал. Политика на квалитетно образование, политика на квалитетно здравство, потоа фамилиарни политики, ќе објаснам накратко што се тоа значи. Политики кои што социјални политики или политики на социјална помош кои што социјалната помош ја сврзуваат со одреден исход и така натаму. За квалитетно образование. Во Македонија имаме некои елементи на квалитетно образование, меѓутоа мојот впечаток е дека се уште се инсистира на квантитет во образованието. Квалитет на образованието би значило квалитетни наставници и квалитетни наставни програми. Предпоставам сите тука ќе се сложиме дека не можеме да кажеме дека ние баш тоа и го имаме на било кое ниво на образование. Квалитетно здравство. Тек во последниве години ние дискутираме за поквалитетно здравство, иако мојот впечаток е дека се уште многу работи во тој дел се прават релативно стихино. Фамилиарните политики би подразбирале главно можности и мајката и таткото да земат породилно болување кога нели ќе се роди ново дете, па дури и покасно во раните фази од детскиот развој да може тие да повеќе се грижат за детето без притоа да имаат ризик да ја изгубат работата ако побараат, не знам, отсуство или неплатено или платено и така натаму. Потоа политики кои што поддржуваат таленти, на пример.
И на крајот се овие социјални политики, значи политика на социјална помош, меѓутоа не социјална помош која што доделува незаработен доход. Значи, моментално во Македонија ја имаме таа политика, тоа е политика на социјална помош која што не ја врзува исплатата на средства за одреден исход. Туку, ако исполнувате одредени критериуми, немате доход, не знам, немате земја и така натаму, ви дава доход. Меѓутоа, инсистирањето на таков тип политики всушност само ги, би рекол, доумртвува работите. Неусловено. Значи, повторно во јавноста, мислам, од двете страни се појавуваат размислувања каде што се инсистира на зголемување на социјалната помош. Сушност, власта ја зголемува, а другата страна вели ние ќе зголемуваме уште повеќе. Мислам дека тоа е крајно погрешно. Затоа што на таков начин дополнително се поттикнува неактивноста на тие луѓе. Значи, на некој начин се прават тие луѓе паразити и секогаш ќе очекуваат дека државата треба да ги прихранува. Наспроти тоа, јас сум застапник на што е битно за оваа интергенерацијска социјална мобилност, за социјални политики кои што ја врзуваат исплатата за одреден ауткам, исход. А такви се условените парични трансфери, каде што социјалната помош е условена со одењето во училиште на децата. Значи, гледате тоа веќе, ако тоа дете, тоа се главно посиромашните, можда ромските семејства и така натаму, ако тоа дете е приморано да оди на училиште, тогаш му се зголемува неговата веројатност дека утре ќе излезе од сиромашти. Или имаме политика на исплатливост на работата, која што значи дека доколку вие имате одреден доход, нема социјалната помош веднаш да ви се укине, меѓутоа ќе добивате одредена социјална помош и ако вие заработувате. Значи, не ве оневозможува оваа неусловена социјална помош да активно барате работа и да работите. Да, мислам дека сум тука на крај, така што еве во интерес на понатамошната дебата и со публиката, значи мојот заклучок би бил дека ние крајно време е да почнеме да размислуваме за адресирање на растечката на еднаквост во Македонија, меѓутоа мојот став е дека е губење време ако ние се фокусираме на тоа да го враќаме прогресивното доначување, туку наспроти тоа треба да создадеме политики со кои што ќе ја зголемиме можноста децата кои што се родени во сиромаштија да имаат поголема веројатност утре да не живеат во сиромаштија, а тоа е овој склоп на политики за кои што на крајот дискутирав. Благодарам. Благодарам, Маријан. Ке може ли само слайд еден, не знам сега како се на... Овој ми треба. Од моите. Инклузивен раст, да. Баш тој. Благодарам, Маријан. Јас само како преод, односно како вовед во дебатата, во дискусијата на Бранимир Јовановиќ, тој е економски истражувач и има докторирано на Тор Вергара универзитетот во Италија и се занимава токму со нееднаквоста. Јас како вовед само во неговата дебата кратко да ви ги посечам податоците за Гини индексот, односно најбогатите 20%, процентуалното учество на најбогатите 20% во богатството, во доходот, приходите на земјата. Значи, кај Македонија е најголем процентот, односно половина од богатството оди кај 20% од населението, а половината кај 80%. Тоа значи дека е најголема нееднаквоста во оваа насока, значи кај распределбата кај оние топ 20. Во другите земји од регионот е таа помала. Значи, еве 42,2 можеби во Хрватска, но 2008 споредлива е годината. Меѓутоа во Македонија е најголема. Маријан кажа дека многу интересен аргумент околу прогресивното оданочување кој тој е против. Ќе чуеме веројатно можеби и друго мислење во таа насока, бидејќи рамниот данок дефинитивно не оди во насока на намалување на нееднаквоста.
И во однос на нели капитализмот идеално би била таа ситуација. Јас не зборам за идеално, тоа би било утопија да се еднакво да се распределува, меѓутоа факт е дека искуството и историјата на однесувањето на капиталистите покажува дека тие не се откажуваат од своето богатство, односно многу тешко во корист на нели работниците. И во таа насока и дури и последниот пример што го споменуваш, нели, за она одначување од 35% сега да се плаќаат хонорари, нели, велиш функционерите се земаат. Значи тој што ја има моќта на одлучување, тој што ги има парите, тој не сака да се откаже од некои своји придобивки. И особено во кризата од 2008 која практично го побива оптимизмот, нели, на Кузнец, се покажува дека излегува безобразно големи нели плати и профити на богатите, значи тие многу тешко се откажуваат од тоа и затоа веројатно дека затоа велам политиките на државата, односно распределбата на буџетот, да биде кон поправична распределба на доходот. Јас сега му давам збор на доктор Бранимир Јовановиќ, економски истражувач, тој веројатно има за многу работи се согласуваме со Маријан, не се согласуваме, мислам, за 2 или 3. Ќе се задржам на мојата презентација, па можеби после, уствари ако имам можност во рамки на презентацијата ќе одговорам нешто, но генерално моите коментари на Маријан ќе ги задржам за попосле. Ја ќе ви зборам за нееднаквоста во Македонија. Ќе започнам со една приказна. Беше еднаш една земја и се распадна. Од неја настана неколку. Првата од нив, на почетокот од транзицијата во 90-тите години, имаше низок, тоест негативен економски раст, GDP per capita паѓаше првите 2-3 години, но потоа од 92 почна да расне и растеше стабилно до негде 2008-2009, кога дојде финансиската криза и пошто доживеа мал пад. Паралелно со растот паралелно со GDP, движењето на нееднаквоста во оваа земја нееднаквоста се движеше на следниот начин. На почетокот од транзицијата во првите неколку години, како резултат на падот кај GDP, имаше раст на нееднаквост. Ова е нееднаквост мерена според Джини коефициентот. Потоа, кога почна да расте GDP во оваа земја, на почетокот и нееднаквоста почна да расне и растеше, не знам, 7-8 години до крајот на 90-тите. Потоа нееднаквоста почна да паѓа. GDP растеше, а нееднаквоста почна да паѓа. Втората земја, за разлика од првата, имаше малце поинакво искуство со GDP. GDP кај неа падна малку повеќе и падот траеше подолго, 3-4 години. Потоа имаше некоја стагнација, потоа имаше некој мал раст и генерално имаше послаб во просек економски раст од првата земја. Во исто време, нееднаквоста во оваа земја се движеше на овој начин. На почетокот, како резултат на падот на GDP, нееднаквоста порасна. Но потоа, кога GDP почна да расне, нееднаквоста растеше. И значи GDP растеше цело време, за целото време додека растеше GDP и нееднаквоста растеше. Да се навратиме на првата земја, ако ги ставиме на ист графикон, еден спроти друг, нееднаквоста и GDP во оваа земја, можеме да забележиме дека врската помеѓу нив е параболична, тоест на почетокот, кога GDP расте, тоа е на X оската, на долната оска, и нееднаквоста расте. Но по некое време, по некој степен на развој, растот на GDP води до пад на нееднаквоста. И ова е она Кузнецова крива, која што спомна, мислам, и Маријан и Ида. И Кузнецовата крива кажува дека постои негативна, тоест инверзна уврска, латинско врска помеѓу економскиот раст и нееднаквоста, тоест дека економскиот раст на почетокот води до раст на нееднаквоста, но потоа води до пад. Втората земја, за разлика од првата, има поинаква врска помеѓу GDP и нееднаквоста. Кај неа врската е правопропорционална. Растот на GDP води до раст на нееднаквоста. Кај неа нема Кузнецова крива. Кај неа колку и да расте GDP, барем сега за сега, тоа ќе води до раст на нееднаквоста. Првата земја има релативно висока регулација на пазарот на труд, слично како Германија.
Има во исто време има минимална плата уште од 99 година, која што изнесува околу 70 или 75% од просечната плата. Има релативно мала пазарна моќ на фирмите, нема значи монополска моќ, фирмите немаат монополска моќ. И има изразено прогресивен данок на доход, кој што се движи од 16% за најнискиот доход до 50% за доход над 70.000 евра годишно. Значи плата од околу 5-6.000 евра месечно. Се одночно со 50% доход. Втората земја има релативно ниска регулација на пазарот на труд, слично како Англија, например. Има минимална плата дури од 2012 година, која што е поставена на 40% од просечната плата. Има релативно висока пазарна моќ на фирмите и има рамен данок на доход, кој што изнесува 10%. Наравно учение од приказнава, за да има раст и за да тој биде рамномерно распределен, не треба да има доминација на фирмите врз потрошувачите и на собствениците на капиталот врз работниците. Дополнително, државата треба да биде ефикасна во прераспределата на доходот. Крај. Сега имав тука едно наградно прашање, ама ги заборив наградите, така што нема да ви го поставам. Да, тоа беше прашањето, која е првата, која е втората земја. И тука имавме вчера со Маријан една дебата на Facebook во врска со Нова година и со дебатава. Поентата беше, врската на мојата презентација со Нова година беше токму во наградните прашања. Требаше да дадам подарок, тоест да изиграм Дедо Мраз за тие што ќе одговорат точно на прашањата, но ги заборив награди, така што нема да идеме на тоа. Првата земја е Словенија, втората земја е, претпоставувате, Македонија. Но, пошто вие не сте деца и не верувате во ефтини приказни и добро знаете што е врската меѓу корелација и каузалност, да се вратиме назад во реалноста и да ги погледнеме посериозно бројките за Македонија. Ова е Джини коефициентот во Македонија од 90 наваму и ова е пазарен Джини. Оној Джини коефициент кој што го генерира пазарот, без редистрибуција од страна на државата. Што може да се види? Може да се види како 90 година, кога се распаднала Југославија, или пред да се распадне Југославија, Джини било околу 24-25. Потоа, за една година, Джини расте за 7% поени, и достигнува 30 и нешто, и потоа има некој си движење, некој мал пад, стагнација, раст, како и да е. Главно, оно што Маријан го спомна, растот на Джини коефициентот, растот на нееднаквост од почетокот на транзицијата, убаво се гледа тука. За една година имате раст на Джини од 7% поени, што е доста голема разлика. Тоа практично значи дека разликата во доходот помеѓу луѓето пораснала за 15%. Но, она што треба да се забележи од графиконов е тоа дека растот на Джини коефициентот под 2005 година е доста повисок од растот на Джини коефициентот на почетокот од транзицијата. Растот на Джини коефициентот од 2005 до 2010 е 11% поени. Ова е Джини по редистрибуцијата, од страна на државата, движењата се слични. Не ги стави бројките, ама движењата се слични. Да идеме на мојата омилена мерка за нееднаквоста и на онаа што ствари Пикетија популаризираше, тоест не само Пикети заедно со Тони Еткинс, со Емануел Саез, а тоа е учеството на доходот на најбогатите 1% од луѓето. Джини коефициент е многу несварлив, не јасен. На кого му е јасно што значи Джини 40? Скоро на никога. Можеби на тие што се упатени, ама на обичен човек не му е јасно. А учеството на доходот на најбогатите 1%, мислам дека им е јасно на сите. Јаде да видиме како се движело учеството на доходот на најбогатите 1% во Македонија. На почетокот од транзицијата имаме раст, било околу 4,5 или не знам колку, пораснал на 6 за 1,5% поен. Потоа има некој мал пад, има стагнација 15 години или така нешто до 2005 и се движило тука околу 5%. И потоа по 2005 учеството на доходот на најбогатите 1% скока вртоглаво и во 2010 достигнало 12 нешто %. Што е трето највисоко ниво во Европа, по Германија и Англија, и е, мислам, 20 во светот. За споредба, Америка, која што има исклучително високо ниво на нееднаквост, во 2010 според овие податоци имало учество од 17%. Значи, тука сме негде со Америка. Ако го декомпонираме растот на бруто националниот доход или на GDP, слични се тие двете, на доход на најбогатите 1% и на доход на останатите 99%,
Еве што можеме да видиме. Ова е доходот на 99% од луѓето, да кажем на обичните луѓе. На почетокот на транзицијата има пад, се разбира, потоа некој минимален раст и по 2005 генерално растот продолжува како што бил претходно или можеби забавува. Но гледате, нема да кажем некој повисок раст по 2005 година во однос на претходниот период. Ако нисиот графикон го ставиме растот на најбогатите 1%, еве што ќе видиме. Тој стагнирал, да кажем, од 1992 до 2005 негде, се движил, не знам, околу милијарда долари по цени од 2011 година, небитно, и потоа по 2005 почнува вртоглаво да расте и се зголемува скоро тројно, од 1000 на 3000. И ако декомпонираме всушност растот на бруто националниот доход или GDP од 2005 до 2010, на дел што завршува кај 1% и кај останатите 99%, ќе видиме дека 50% завршува, распределата е еднаква, 50-50. Значи една половина од вкупниот економски раст завршува во рацете на најбогатите 1%. Една половина кај останатите. Бројките се уште подрастични, ако гледаме само период по 2006, кога околу 2/3 завршуваат во раците на најбогатите 1%. Прашањето е, зошто се случува ова? За да видиме зошто се случува ова, треба да го анализираме економскиот раст. Може се неколку објаснувања. Можно економскиот раст да е движен од дејности кои што имаат повисоки плати. Можно да има раст на нееднаквоста во платите, во дејностите кои што имаат повисок економски раст. Овие две објаснувања се на некој начин она популарно објаснување skills premium. Као има премија за одредени вештини, заради што, како не знам, економисти или на берза или спортисти, не е битно, и заради тоа што нивните вештини имаат премија, затоа расте нееднаквоста. Третото објаснување е дека растот е зграбчен од сопствениците на капиталот. Ајде да ги разгледаме овие три објаснувања. Да го разгледаме првото објаснување, дали растот е движен од дејности што имаат повисоки плати. Ако се гледа растот помеѓу 2010 и 2005 година, тој е движен од три дејности: трговијата, градежништвото и телекомуникациите. Трговијата и градежништвото имаат плати што се пониски од просечните, само телекомуникациите имаат плати што се повисоки од просечните. Значи првото објаснување не е веројатно дека држи. Да видиме дали можеби држи објаснувањето дека има раст на дисперзираноста на платите во дејностите што имаат повисок економски раст. И ова е некоја одредена мерка за дисперзираноста на платите, тоа е за разликите помеѓу највисоките и најниски плати во дејностите. Ова е учеството на фирми во таа дејност што имаат плата, распон помеѓу највисоката плата и најниската плата, што изнесува од помеѓу 1 и 2. Ако не знам, највисоката плата во мојата фирма е 5000 евра, 5000 евра лош пример, ако најниската плата е 10.000 денари, а највисоката плата е 18.000 денари, тогаш мојата фирма би влегла во оваа дејност, во оваа група, затоа што распонот помеѓу 18.000, разликата помеѓу 18.000 и 10.000 е 1,8. Значи распонот е 1,8, значи тука би влегла фирмата. Ова се ствари фирми кои што има, да кажам, релативно рамномерни плати. Дејности што имаат, фирми што имаат рамномерни плати, да. И нивното учество во овие три дејности во 2005 било вакво. Во трговијата 69% од фирмите имале рамномерни плати, во 2010 тоа учество се зголемило на 78. Слично и во градежништвото, слично и во телекомуникациите. Значи, според податоците на Државниот завод за статистика, нема пораст на фирмите кои што имаат високи плати, кои што имаат високи разлики во платите. Значи, ова објаснување за раст на дисперзираноста на платите не се потврдува со податоците. Значи, оно објаснување кое што го кажав претходно за skills premium најверојатно не држи во Македонија. Да видиме дали држи третото објаснување, а тоа е дека растот, економскиот раст е зграбчен од страна на сопствениците на капиталот. Како во можеме да го анализираме? Можеме да го поделиме економскиот раст на дел што завршува во раците на работниците и на дел што завршува во раците на сопствениците на капиталот. И ова е онаа доходовна страна од БДП, ова не е ништо ново. Знаете дека растот според било која производна функција, растот е движен или од трудот или од капиталот. И ова е една компензација за трудот, тој за работниците, друга е компензација за капиталот. И го гледаме тоа. Овде ми се поделени дејностите во две групи, затоа што има некои методолошки проблеми, несовпаѓања, па морав да ги ставам заедно трговијата и комуникациите. Главно, ако гледаме колку пораснале платите
во трговијата и комуникациите, во тие две дејности заедно, помеѓу 2010 и 2005, може да видиме дека тие пораснаа околу 40%. Во истиот тој период профитите на собственици на капиталот пораснале за 50%, значи повеќе. Во градежништвото сликата е уште подрастична, платите пораснале за 30%, а профитите за 80%. Со оглед на тоа што учеството на платите и на профитите е генерално исто, слично во овие дејности, и со оглед на тоа што профитите се поконцентрирани, тоа завршуваат во раците на помал број на луѓе, ова значи дека навистина нееднаквоста е движена од тоа што профитите растат, од тоа што економскиот раст е движен од профитите, а не од платите за вработените. Значи, објаснувањето дека растот е зграпчен од страна на собственици на капиталот се потврдува. Зошто се случува ова? Затоа што во овој период, од 2005 до сега, има влошување, тоест намалување на регулацијата на пазарот на труд. Во 2005 година Македонија имаше регулација на пазарот на труд слично како Словенија, тоест слично како Германија, според тој еден индекс околу 5,5 изнесуваше регулацијата. Во 2010 регулацијата е околу 8, што е многу по-ниско ниво на регулација, слично како Англија. Америка има за пример 9, што е највисоко во светот. Значи, има намалување на регулацијата на пазарот на труд, заради што има зграпчување на растот од страна на собственици на капиталот. Паралелно со ова значи до некаде ја движи пазарната нееднаквост. Но имате и друг компонент, друг дел, он е дел на редистрибуција од страна на државата. Нели ги спомнав двата Джини коефициента, пазарен и вкупен Джини. Паралелно со растот на пазарната нееднаквост, тоест со овие фактори што го движат растот на пазарната нееднаквост, имаме и многу ниска редистрибуција во Македонија. Начинот на кој што се пресметува редистрибуцијата е разлика помеѓу пазарен Джини и вкупен Джини, и во Македонија таа разлика се движи од 5 до 10%. Во Словенија, за пример, таа разлика се движи околу 30%. Значи има многу мала редистрибуција во Македонија. Зошто е ова така? Затоа што има регресивен даночен систем. Кога викам регресивен даночен систем, мислам на колкав дел од доходот плаќаат побогатите како процент од нивниот доход за персонален данок и за социјални придонеси, и колкав дел плаќаат посиромашните. Не го гледам само персоналниот доход, данок кој што е рамен, не го гледам и придонесите, кои што знаеме дека се регресивни, тоест сврзани се, ограничени се. И не го гледам она што бенефитот, тоест она што го добиваат луѓето од тој данок, затоа што постои аргумент дека посиромашните повише добиваат од здравствениот систем, на пример, затоа што ти идат и се лечат во болниците, побогатите не можат да чекаат на ред во јавното здравство, пијат на приватни доктори, но тоа не го земам во предвид. Го земам само во предвид ова. Колкав дел од доходот плаќаш на државата. И ние имаме регресивен даночен систем, затоа што тој што има плата од 10.000 денари бруто, плаќа околу 40% за даноци за придонеси и ќе земе околу 6.000 денари на крај, а тој што има плата од 250.000 денари, на пример, ќе плати околу 30%. Тој што има плата од 2 милиони денари ќе плати, не знам, околу 20% или нешто така. И она што е интересно е дека прогресивноста е особено намалена по 2006 година, знаете, со уведувањето на така наречениот рамен данок. Но не е се во даноците, постои онаа друга страна, редистрибуцијата, тоест социјалната помош. Помошта што паричната помош што луѓето ја добиваат од страна на државата. Што е тука интересно, не навлегувам во висината на социјалната помош, сега можем и за тоа да спомнам. Битно е дека многу е лоша таргетираноста на социјалната помош во Македонија. Ако видите колкав дел, колку пари добиваат најсиромашните 10% од семејствата во Македонија, посебна социјална помош, и колкав добиваат најбогатите 10% од семејствата, ќе видите дека во 2006 најсиромашните добивале во просек 13.000 денари годишно, додека најбогатите добивале околу 6.000 денари. Значи повеќе од двојно добивале најсиромашните од најбогатите. Што не е голема разлика, но сепак е некоја разлика. Во 2010 година социјалната помош што ја добивале најсиромашните семејства се намалила за 1.000 денари, не за 1.000, за 4.000 денари, додека социјалната помош што ја добиваат најбогатите 10% семејства се зголемила за 1.000 денари. Значи има влошување во таргетираноста на социјалната помош. И значи паралелно со оние фактори што ги спомнав на страна на пазарот, постојат и фактори кои што не вршат редистрибуција на доходот. И значи, да сумирам, нееднаквоста во Македонија расте, затоа што има ниска регулација на пазарот на труд,
затоа што даночниот систем е регресивен и затоа што социјалните трансфери се лошо таргетирани. Сега ќе се оцрнам малце на оно што го збореше Марин за социјалните трансфери. Јас согласувам со него дека е добро социјалните трансфери да бидат поврзани, тоест условени со нешто, не сум против тоа, иако и тоа е актуелно прашање во литературата, затоа што ние CCT, Conditional Cash Transfers, беа популарни на почетокот на 2000-тите. Моментално се актуелни Unconditional Cash Transfers, кои што се актуелни во африканските земји, пред се во Кенија и Уганда. Има една програма што се вика Give Directly, која што им дава на семејства во Кенија и во Уганда, и може и во други земји, помислам $1000 или нешто така, без ништо да бара за возврат. Само гледа семејства да се сиромашни. И постојат студии, многу позната студија која што излезе од страна на некои истражувачи од MIT и Харвард, ако не се лажам, која што покажува дека луѓето парите ги трошат сосема спротивно од она што очекувале луѓето. Се покажува дека дека луѓето не ги трошат парите непродуктивно, туку ги користат многу рационално. Првата работа што ја прават луѓето со парите е да го сменат кровот на куќата, затоа што во Африка, знаете, тоа се колиби, сламени колиби. Тие сламени крови паѓаат, се уништуваат, смрдат, имаат болести, не знам што све. Првата работа што ја прават луѓето, инвестираат во куќата, го менуваат кровот, за да немаат проблеми, за да живеат поквалитетно. Втората работа што ја прават со парите, тоест ако земете кој дел од парите ги трошат за што, втората работа на која што највише се трошат парите е инвестиција во некој начин бизнис, тоест купуваат крави или некој друг добиток, за да се прехранат и за да продаваат млеко или што и да е. Многу малци од парите се трошат на алкохол, многу малци од парите се трошат на проституција, на коцки, на такви работи. Се уште не можат да проценат дали ефектите од здравствените ефекти и ефектите по образование се позитивни или не, затоа што студиите се релативно брзо направени, а потребно е време за да се оценат тие ефекти, но според тоа што до сега се наблюдува е дека нема влошување таму. Значи, онаа теза дека паричната помош мора да биде условена, во последно време се менува. Но јас согласувам со Марин дека е во ред во Македонија паричната помош, социјалната помош да биде условена. Не е тоа проблемот, но не согласувам со него дека износот на социјална помош не треба да се зголеми. Најдобар пример за тоа е, само размислете колку изнесува таа социјална помош. Таа социјална помош изнесува за семејство од 4 луѓе, ако не се лажам, околу 4000 или така нешто денари. Колку и да е, 5000. Можете ли да живеете вие еден месец со 5000 денари? Пробајте, па тогаш кажете дали не треба да се зголеми или не. Значи, мојот предлог е драстично покачување на социјалната помош, тоест целосно редизајнирање, но во ред квантитативно ако гледаме, драстично покачување на социјалната помош и неизино условување. Затоа што ако социјалната помош е ниска, вие не можете да излезете од сиромаштијата. Луѓе што имаат 5000 денари месечно не може децата да ги пратат на школа. Тоа едноставно не е можно. И сега, што се случило со нееднаквоста од 2010 до сега, затоа што вие податоци се однесуваат до 2010 година. Што се случило од тогаш до сега, има поминато 4 години, да видиме што се случило во меѓувреме. За да видиме што се случило во меѓувреме, што веројатно се случило во меѓувреме, да го декомпонираме пак економскиот раст. Економскиот раст помеѓу 2013 и 2010 е движен од две дејности: градежништвото пред се и индустријата. Ако направиме на декомпозиција, кој дел од растот иде кај работниците, кој дел кај капиталистите, можеме да видиме дека средствата на вработените пораснале во градежништвото за 15%, а во индустријата за 3%. Паралелно со тоа, профитите на собствениците на капиталот во градежништвото пораснале за 54%, а во индустријата за 80%. Значи, веројатно е дека од 2010 нааму има уште поголемо влошување на нееднаквоста, тоест веројатно дека трендот на раст на нееднаквоста продолжил и до сега. Паралелно со ова има влошување во таргетираноста на социјалната помош. Значи, оној дел што иде кај првите, кај најсиромашни 10% семејства, пораснал за 1000 денари, но кај најбогатите 10% семејства, социјалната помош пораснал за 3000 денари. Значи, практично изедначени се мање више, социјалната помош што ја земаат најсиромашните 10% и што ја земаат најбогатите 10%. Значи, има влошување на нееднаквоста од 2010 наваму. И сега, да завршам некако. Сигурен сум дека приказнава ви звучи познато, само треба да ја дадеме име. Всушност приказнава е напишана од страна на Дарена Чамоглу и Джеймс Робинсон, кои што се врвни економисти, пред, 15 години од прилика, објавена како научен труд во 2002 година.
Трудот е насловен "Политичката економија на Кузнецовата крива", што веќе ја спомнавме. Главната порака од приказната на Чемогли и Робинсон е дека растот не е намалува нееднаквоста сам по себе. Оно што и да го каже и оно што веројатно сите го знаеме. За да се намали нееднаквоста, потребни се редистрибутивни политики. Ако му препуштите на пазарот се, нема ништо да се случи. Мора државата да интервенира. Ова го викаат Чемогли и Робинсон, не го викам ја. Елитите воспоставуваат вакви редистрибутивни институции само под притисок, а притисокот доаѓа од социјалната мобилизираност на граѓаните. Ако мобилизираноста е ниска, тогаш исходот најчесто е авторитарна катастрофа, што значи дека имате низок економски раст и висока нееднаквост. Ако мобилизираноста е висока, исходот најчесто е висок економски раст и ниска нееднаквост, Словенија, например. Затоа, гледајќи што се случува деновиве, ја би завршил со "Има надеж". На провокација, дали може пред да не го одземеме времето на Маја? Да се заблагодарам само на Бранимир, беше многу инспиративна дискусија и конкретно со бројки, може нели да се види. Јас сакав да продискутираме баш затоа што имаше многу провокации кон тебе, но еве кажи сега кратко, па после Да, сега кратко, па после ќе продолжиме со дискусијата за оваа политика кај што малте не фрлате пари со хеликоптер на луѓето. Така би дошло give directly. Па тоа го правеше и Гадафи. Па каква е состојба со либиската економија сега? Не знам. Добро, благодарам. Добро, ќе продолжиме со дискусијата. Како вовед во дискусијата на Маја, јас сакав само да споменам, односно како прашање да ја почнеме таа дискусија. Иако несомнено бројките покажуваат дека се зголемува нееднаквоста, дури многу брутални бројки прикажа Бранимир во својата презентација, но ако отворите страницата на Државниот завод за статистика, има многу интересни податоци каде што од 2009 до 2012 е намален бројот на корисници на социјална помош. Например, домаќинства корисници на социјална помош во 2009 година била 49.515, а во 2012 година 33.717. Не можеме да го земеме, претпоставувам дека преселбата, затоа што корисниците на социјална помош не може толку лесно да се иселат од земјава, значи тоа обично оди кај по богатите, по имотните, како да кажам, што имаат повеќе можности. А исто така и кај полнолетни корисници на социјална заштита од 2010 до 2013 од 49.738 се намалува на 35.969. Сега веројатно е дека според интуитивно како јас гледам, можеби од онаа бришање, нели, ако пратите рецепт во Телма па ве бришат од корисник на социјална помош, но сепак еве како стручњак да прашам, Маја Гировска-Митев е професор на Филозофскиот факултет од социологија и токму се бави со истражување на материјалната депривација. Ми се чини дека и пред Државниот завод за статистика истражувањето нејзино излезе, па може ќе каже по-конкретно еве и за ова прашање како провокација и за истражувањето. Повели Маја. Благодарам. Веднаш да одговорам директно на прашањето, значи иако тоа произлегува пред се од мојата вклученост во истражувања поврзани со институциите кои што ја дистрибуираат социјалната парична помош, а не во некои поттемелни, лонгитудинални, да речам, истражувања на состојбите кај корисниците на социјална парична помош. Значи, официјалното толкување е дека намалувањето на бројката на корисници на социјална парична помош најповеќе произлегува од зголемените или изменетите критериуми за примање на социјална парична помош. Значи, од една страна поригорозни критериуми, од друга страна меѓусебното поврзување, електронското поврзување на центри за социјална работа со останатите институции од кои што порано од самите корисници се бараше да донесат самостојно, а сега самата институција ги прибира податоците, се вели дека една причина да ги одбие самите корисници да пристапат воопшто кон аплицирање на социјална парична помош. Несомнено, бројките, ако ги погледнеме уште пред 2008, има, значи, од некој период на 60-80.000 во 2004 година. 80.000 домаќинства корисници на СПП, а денеска да дојдеме до една ситуација на 30.000 домаќинства во услови на постојано зголемување на стапката на сиромаштина. Значи, за секој еден надворешен наблюдувач на состојбите, навистина е парадоксално да имате постојано зголемување на стапката на сиромаштија, постојано паѓање на корисниците.
нема да бидам субјективна или пристрасна како социјален истражувач и да кажам дека тоа секако од една страна не се должи на фактот дека имаше искористување на социјалната парична помош од лица кои што навистина не ја заслужува. Чи апсолутно дел од воведувањето на поригидни критериуми се должи и на фактот дека социјалната парична помош беше злоупотребувана. Но тоа е само директен одговор зошто се такви бројките, зошто се такви состојбите. Накратко мојата расправа во однос на денешната тема, самата тема не прецизираше на почетокот за каква нееднаквост ќе говорим, иако поради да кажам експертизата на присутните се претпоставува дека говориме за приходна нееднаквост, меѓутоа можеме да говориме за различни видови на нееднаквост. Говориме за пристап до приходите, односно нееднаквост од родов аспект. Исто така, кога погледнеме приходната скала, ќе видиме дека во подолните приходни групи почесто се жените отколку мажите и обратно, жените многу помалку се присутни во погорните приходни групи. Можеме да говориме за разлики во однос на нееднаквост во пристапот до пазарот на трудот. Инклузивност апсолутно во Македонија исто така проблем. Имаме сегментиран пазар на труд, кој што особено ако се земат етничките карактеристики, ќе видиме дека со најновиот начин на регистрирање на невработените, па во одредени ситуации имаме над 90% на роми кои што се ставени надвор од онаа бројка на активни баратери на вработување. Така што нееднаквоста навистина како проблем во Македонија, како општество, ја имаме. И тоа не е само таа приходна нееднаквост. Моите истражувања повеќе се во делот на социјалните импликации од таа нееднаквост. И повторно нема да бидам толку и дури ми се чини најголемите критичари на Пикети, на Вилкинсон и останатите кои што истражувале оваа проблематика велат дека понекогаш овие не се истражувања, него се базираат на статистички податоци од одреден временски период. Нам она што ни недостасува и веројатно заради тоа оваа тема не е ни толку експлоатирана во јавноста е што немаме истражувања за да ги потврдиме овие аргументи, за да потврдиме таква директна зависност на економскиот раст или други белези врз нееднаквост. Меѓутоа секако од земјите кои што направиле обити и кои што теоретски имаат поголемо искуство од бележењето на проблемот на нееднаквоста, апсолутно не се само економски импликациите, не се само политички импликациите, туку исто така има голем број на социјални импликации кои што произлегуваат од состојбите на нееднаквост. Чи тие се однесуваат на, да речеме, зголемена стапка на нееднаков пристап кон образованието, зголемена стапка на да речеме бременост во тинеџерскиот период, зголемена стапка на криминал, зголемена намалено очекување или трајање на очекуваниот живот. Така што сите тие индикации исто така говорат дека нееднаквоста негативно влие на сите, не само на одредени помалку приходни групи во општеството, него го афектира општеството во целина како такво. По-конкретно во однос на истражување кое што го споменавте, иако ми се чини не е директно поврзано со проблематиката на нееднаквост и заради тоа не би сакала да должам да не испадне дека нееднаквоста продуцира материјална лишеност или обесправеност, меѓутоа да речеме делот истражувањето покри белези кои што се каква е состојбата на материјална депривација кај оние кои што имаат различни приходи и се покажа дека кај оние кои имаат под просечната или оние кои што се во моментот сега под минималната плата, значи под 10.000, во моментот е уште 8.000 ми се чини, под минималната плата, над 65% од нив живеат во материјална депривација или материјална лишеност. Значи дефинитивно има и поврзаност на тоа колку сте пониску на приходната скала, толку повеќе го доживувате или во повисок процент го доживувате проблемот на материјална обесправеност. Материјалната обесправеност во рамки на самото истражување е анализирано согласно ЕУ методологијата на лишеност или неможност да си дозволат домакинствата одредени материјални добра кои што се стриктно наведени, значи не се мери само приходната сиромаштија, туку се мери и можноста да во текот на годината да речеме си задоволите можност да отидете еднаш годишно на одмор, да имате оброк кој што изобилува со протеини, месо, риба или слично, можност да, не знам, ги платите, подмирите сметките и така натаму. Без да навлегувам во дебата па колку овие индикатори кои што на европско ниво се осмислени и се валидни за поинакви социјекономски контексти се релевантни за Македонија, сепак тие отсликуваат една специфична состојба. Значи новите податоци говорат, велам новите кои што ги објави Државниот завод за статистика пред еден месец, а се однесуваат на изминатите 3 години, значи пресметани по една поинаква методологија, говорат дека 40% од населението во Македонија живее во материјална депривација, што е можеби 3 пати повеќе од просекот во Европската унија.
пак не би сакала да се споредувам, бидејќи Македонија е навистина посебна приказна, дури во таа смисла споредбата со Словенија јас не би ја оправдала, бидејќи Словенија отсекогаш имала поинакви, нели, економски специфики, па и можност да си дозволи да биде во редистрибуцијата поинаква од Македонија. Она што, значи, уште еднаш само сакам да споменам од аспект на истражување истражувањето кое што го споменавме, дека за разлика од Државниот завод за статистика, официјално во делот на материјалната депривација, Државниот завод за статистика не ги дава состојбите по однос на различни белези. Значи, каква е материјалната депривација кај одредени етнички групи, кај одредени типови на домаќинства, економски статус, токму тоа беше и целта на ова истражување, да ја мапираме материјалната депривација, не само за цел да видиме колкав е нејзиниот обем, туку да се олеснат политиките креирани на докази, некаква, нели, утопија во Македонија, за да може, ако веќе, нели, се дава, да се дава точно на оние кои што не повеќе се опфатени со овој проблем. И во тој контекст, да речеме, од географски аспект најзафатен со овој проблем се покажа дека е североисточниот регион, околу повеќе од 50% живеат во материјална депривација, од аспект на етницитет, ромите 3 пати повеќе од македонците, со процент околу 69% на домаќинства од ромска етничка припадност кои не може да си дозволат повеќе од 4 такви ставки на таа листата од 9 набројани. Од аспект на тип на домаќинство, значи тука од аспект на социјалниот статус односно бројот на членови во домаќинство, да речеме, се разликува од типот на домаќинства кои што живеат во сиромаштво, што не само оние кои што се со 3 и повеќе деца, туку и домаќинствата кои што немаат деца живеат во материјална депривација. Значи над 50% од оние кои немаат деца се соочуваат со овој проблем, што да речам дел од аргументите можеби говорат оние кои имаат деца повеќе се грижат да си обезбедат некакви услуги, пристап до образование, одмор и така натаму, овие останати ги трошат само за базично задоволување на потребите. И така натаму, јас има и објавена студијата веќе застарена 2012, меѓутоа чисто самото истражување говори и повикува на потреба да овие состојби кои што ги идентификувавме на вистина по пат на политики делуваат таргетирано, насочено кон најранливите групи. И сега тука ќе се обидам на крајот да направам спој со она што јас, да речам, се согласувам и не се согласувам со претходните говорници, секако од аспект на не на економист, него на истражувач во социјалната политика. Немањето на истражување не ни дава можеби за право да сме про една или друга опција, да речам, во делот на одоночувањето. Меѓутоа се повикаме на статистичките состојби. Значи, ако гледаме каде географски статистички е најзастапена нееднаквост или каде најмногу има еднаквоста, тоа се земји кои што имаат прогресивно одоночување. Значи, од тука би ни дало за право да говориме дека прогресивното одоночување некако повеќе резултира со состојби нееднакво за разлика од рамниот данок. Нема да се согласам во смисла на тоа дека тоа е политички ризик или политичка опција, значи заради тоа што може би е ризик, меѓутоа секако не треба да биде оставено на, нели, избор на самите политичари, бидејќи социјалната мобилизација за која што споменавме има исто така би требало да има огромна улога. Значи во принцип станува збор за притисок врз оние кои што се на власт, за да може да она што значи некако вид на редистрибуција во државата биде на наједнаков начин можен направен. Сосема на крај во однос на оние парични трансфери кои што ги споменавме, условените парични трансфери, значи исто така во Македонија постојат мини истражувања кои покажуваат дека не е условот причина за подобрување на состојбите. Значи дури вие само да го дадете паричниот надоместок, када не ги условите, исто така ќе го постигнете, значи во контекст на она дека универзалниот пристап до системот на социјалната заштита е она што можеби предизвикува поголема еднаквост. Во тој контекст би завршила, значи пак не толку низ истражување, бидејќи навистина е проблематично да оваа состојба се потребни долги години да се истражува, меѓутоа од аспект на статистичките состојби, значи државите во кои што помалку е опфатен или присутен проблемот на нееднакво се држави кои што пред се имаат прогресивно одоночување, држави кои што имаат универзален пристап до образованието, здравството, социјалната заштита, држави во кои што имаат интегриран пристап подеднакво и на паричните надоместоци и на услугите. Тоа е она што, да речеме, според мене е клучно во Македонија или што недостасува. Без разлика, зговориме за зголемување на висината, но таа висина на социјална парична помош дури да ја подигнете, доколку тој не го придружите со бесплатен пристап до здравство, до социјално домување. Не зборувам за комунизам, зборувам за еден вид на фер редистрибуција на реалните приходи од буџетот.
Значи, и тој пример како таков постои. Да речеме, децата без родители и родителска грижа. Лицата кои што се соочуваат со хендикеп, во моментот според мене се единствени кои што можат да бенефитираат од интегративниот пристап. Значи, не се исклучени од можноста да користат повеќе мерки. За разлика од другите, например, корисник на социјална парична помош не може да користи детски надоместок. Значи, во таа смисла треба таа интегративност да биде поголема, не само по пат на парични надоместоци, секако по пат на услуги, за да она што му останува како расположлив приход, може да го искористи и да излезе практично од се и сиромаштина и нееднаквоста да се подобри, инаку е многу тешко по пат на политики да делувате директно на нееднаквоста и заради тоа што не на нееднаквоста, туку на материјалната депривација за која што на почетокот зборував, заради тоа што не можете да директно да влијаете на што луѓето ќе ги потрошат пари. Меѓутоа, по пат на олеснување или бесплатен пристап до овие базични услуги, образование, здравство, домување, трошоци во домакинството, на некој начин им го олеснувате во голема мера животниот стандард. Благодарам. Благодарам, Маја. Па еве тука сте на линија со Маријан. Мислам дека е тоа навистина така дека треба да државата е таа која треба да помогне со своите политики и семејствата да излезат преку поквалитетно здравство, како што каже Маријан, и образование да излезат од сиромаштија. Многу интересни сите тројца ти се кажа, сега само вака да сакам кратко да им на публиката. Како? Сакав да дадам затоа што е стрплива публиката, ама меѓутоа ајде верна кратко. Јас само едно мислам, еве вака се наметнува една дилема. Ова од 2006 нагло како што покажуваат бројките се зголемува нееднаквоста, особено нели кај оние 1% од презентацијата на Бранимир. Од 2006 ние имаме промена на владеачката гарнитура, значи дојде на еден вид десничарска партија, така, значи и за десничарските партии е логично да се грижат за побогатите. Меѓутоа овдека се гради една перцепција дека оваа партија е блиска до народот, а во исто време се зголемува нееднаквоста. И тоа дали се работи само за перцепција, вака како прашање наметно може и после да го издискутираме, меѓутоа навистина е контрадикторно. Некој што нели ние сме со народот, од друга страна се богатат 1% од популацијата или 20%. Чисто како прашање, повели Маријан кратко па да дадеме збор на публиката. Јас со госпоѓата Славица Инџевска кога се договаравме за дебатата и кажав дека ќе имаме различни мислења, мислам тоа е нели интересното бидејќи ако сите на панелот мислат исто, значи никој не мисли доволно. Значи да се вратам на прогресивното оданочување, кај што очигледно се разликуваме, значи јас немам дилема дека прогресивното оданочување може и веројатно влијае врз редистрибуцијата. Нема дилема тука. Меѓутоа, дали прашањето ми е дали прво е практично да се враќаме на прогресивно оданочување, кога веќе наш направивме, значи сигнификантен премин кон нешто друго, значи сега пак некоја тектонска промена враќање на старо. Второто прашање ми е дали во Македонија постои доволен политички комитмент, односно ветување, посветеност дека тие повеќе пари што би се собрале од побогатите ќе се потрошат за посиромашниве. Јас немам таков печаток, било која влада, не само оваа. И третото е политичкиот притисок од внатре. Значи Бране вели дека во земји со поголема мобилизација тоа успева, условно кажано посиромашните, да ја притиснат елитата да се оданочи сама себе. Во Македонија не мислам дека тоа било кога го имало. Не мислам дека го има и сега за во таа мера да се случи. Така што моите аргументи против прогресивното оданочување се овие. Значи јас не викам дека прогресивното оданочување нема да влијае во насока на подобрување, можда по ублажување на растечкиот тренд на нееднаквоста. Не, моите аргументи се од поинаква природа. Така што би сакал контрааргумент на овие аргументи. Да, во ред. Дефинитивно според мене мора да се навратиме назад, ако е тоа враќање назад, од неколку причини. Првото е, ако сакате да најдете средства за да ја покачите социјалната помош, од каде ќе ги најдете тие пари? Едниот наједноставен начин е покачување на даноци за побогатите. Значи, само од тој аспект треба да се воведат прогресивно оданочување. Да не навлегувам во тоа како даноците сами по себе влијат на нееднаквост. Втор аргумент, не викам ја дека прогресивното оданочување само по себе ќе ги реши сите проблеми. Потребен е пакет на мерки
кој што заедно ќе биде донесен и ќе доведе до тоа да се намали нееднаквоста. И со законот за плаќање на придонеси на хонорарите видовме дека луѓето не сакаат да даваат пари од джебот на државата. Помеѓу останатото, мислам тоа е општа економска законитост, луѓето не сакаат да даваат пари на државата во ситуација кога не се свесни зашто се трошат тие пари. Кај нас, според мене, па и според некои индикатори на Светска банка, ефективноста на владата во трошењето на парите е доста ниска. И тоа е еден аргумент зошто покачувањето на даноци би можело да биде да доведе до полош резултат од моменталниот. Што сакам да кажам, дека паралелно со покачувањето на даноците за побогатите, мора да имате реформа на јавната администрација, да им кажете на луѓето дека парите што ќе им ги земете ќе бидат потрошени за нивно добро, дека ќе резултираат во подобро здравство, подобро образование, патишта, што и да е. Добро, ние се согласуваме околу пакетот, не е спорен пакетот, се согласувам целосно, меѓутоа прашањето е дали всушност ние треба да им даваме незаработен доход на тие луѓе што се подобни за социјална помош, или треба да ја поттикнеме нивната активација да бидат свесни дека доходот треба сами да си го заработат. Или другото прашање што произлегува од ова ми е дали ние, ако ги зафаќаме повеќе од богатите и само им редистрибуираме на сиромашните кои што се подобни да примаат социјална помош, дали не се враќаме кон социјалистички систем? И да има прашање. Да, бидејќи имате многу, мислам вака ќе си одговарате. Ве молам само да дозволам, да дозволам Џелал Хоџик ќе задржи си го одговорот со прашање. Благодарам, беше задоволство да се следи дебатата, иако не гази времето, протестот почнува за колку, за половина час. Видовме графиконот на растот на Джини индексот. Освен тој дел кога се случува приватизацијата, гледаме дека огромен е растот на Джини индексот во периодите помеѓу 1998-2002 и посебно од 2007 па навака. Тоа е доказ дека во време на кога владее десничарска политика во државата, нееднаквоста се зголемува вртоглаво, посебно од 2007 до денеска. Имам неколку коментари. Првата е околу социјалната помош, да потврдам информацијата која спомна. Во 2006 година имало дури 64.000 семејства кои примаат социјална помош, а во 2012 тој број е паднат на околу 33.000 семејства. Немаме бројки за 2013, трендот е веројатно дека се спуштени под 30.000 семејства, а при тоа сиромаштијата останува иста. А при тоа сме свесни дека сиромашните луѓе не се иселуваат, туку се иселуваат оние кои што може да си дозволат да се иселат. Тоа е уште еден доказ за штетните политики. Мислам дека прогресивниот данок треба да се воведе баш од причина дека политиките за намалување на нееднаквоста чинат. Значи, образовните политики чинат, здравствените политики чинат. Креирањето на работни вештини на сиромашните и креирањето на нови работни места исто така коштаат. И тие пари од негде ќе мора да се најдат. Имам еден мал коментар околу состојбата со здравствените услуги. Имаше нели дека побогатите веќе не може да чекаат во јавното здравство, подат во приватното. Не е тоа дека не може да чекаат, туку затоа што едноставно веќе не ни добиваат здравствени услуги. И тие здравствени услуги исто така коштаат. Тоа што го добиваат посиромашните во здравствените услуги, не можеме да кажеме дека нешто добиваат. Значи, регресивноста на даночниот систем е една од главните проблеми. Значи, потребно е прогресивен данок, но и еден куп други мерки. Тоа е мојот коментар, ви благодарам. Добро, само јас кратко да кажам околу Джини индексот, мислам за публиката ова.
Логично е дека од моментот на транзицијата дека бил низок Джини индексот, бидејќи тогаш беше систем на еднаквост, на генерално, нели, на поголема еднаквост. И сега кога веќе влегуваме во капитализам, нормално се зголемува. Сега јас како што разбрав дека од 2006 практично е драстично се зголемува, така? Па еве Јас така видов. Ова е Джини индексот, ова е графиконот. Сами Да. заклучите кога почна да расте. Да, практично 98 е позначено, еве вака гледам 98. Да, ама така. тоа не е многу. Од 98 многу. до 2004 растот е 4% Да, поени. да. И после нагло од 2005 Да. до 2010 растот е 8% поени. Ова е Джини по редистрибуција. Да. Ама ова Окей, според да. мене по Да, ова интересно. јас го гледав, да, точно 2006 практично се зголемува. Од 2005. 2005. Сака некој друг, да. Добро, вие па Здравко. Повелете. Нерген Сеповски. Имам неколку прашања. Прво поздрав до сите панелисти. Добро е да се чујат, значи, представени аргументи, да се донесе заклучок. Во интерес на времето, прво имаме влада која се фали со близу 3 милиарди буџет. Имаме бруто домашен производ кој расте, сиромаштијата се зголемува. Беа споменати злоупотребите на социјална помош. Тоа јас можам да го забележам еве конкретно во неколку социјални центри, односно меѓуопштински центри за социјална работа. Дефинитивно се уште се злоупотребува социјалната помош. Не знам теренски колку од вас тука присутните тоа го имате забележано. Еве ја конкретно имам забележано дека во меѓуопштински центар за социјална работа при општина Карпош луѓе со 20-30 илјади евра возила, значи се симнуваат за обновување на документација при апликација на социјална помош. Тоа е страшна слика. Јас сум убеден дека се уште социјалната помош не ја добиваат тие што ја заслужуваат во Република Македонија. Што правиме со прашањето? Владата се фали дека не знам колку пати до сега од кога е на власт ја зголемила, односно ја зголемила социјалната помош. Не донесе никаква значи подобра слика, туку еве угнетување на сиромашните имаме. Околу минималната плата безброј пати се поставило прашањето дали како е први проектирана таа минимална плата, дали е направена усогласено со трошоците во Република Македонија, и тоа е многу важно прашање да се чуе. Не би се сложил со дел од панелистите дека треба да се намалува, односно да не постои социјална помош, затоа што ние имаме граѓани во Република Македонија каде што не располагаат со соодветна документација, односно за само идентификација, немање на документи, лична карта, извод, матичен, било што. Значи, всушност, тие не се вклучени во општеството во Република Македонија. Како да зборуваме за тие семејства, односно граѓани, лојални, би рекол, со својата можност при лојалноста, колку можат да си дозволат да бидат лојални, да ги подмират сите сметки што се неопходни да ги подмируваат, како да доаѓаат до здравство на некој начин во таа неможност при интеграција во општеството. Неопходно е да добиваат социјална помош. Првин тие граѓани со самата неинтеграција, односно тоа што го напоменав во документација, што не располагаат со собствена документација, не можат по автоматизам да бидат вклучени во образовниот систем, да бидат образовани па да завршат еден ден како готов кадар и да конкурираат во пазарот на трудот. Многу прашања имам, се отвараат, но еве се обидов на кратко да се обидам тие прашања да ги зумирам. Кој може од панелистите да даде како коментар за подобрување, бидејќи како што напоменав, имаме власт која се фали со близу 3 милиарди буџет. Една јасна прераспределба на тие средства треба да се направи, секторски, најмногу во социјалната заштита. Благодарам. Благодарам. Ми се чини дека од вашето прашање и од дискутантите произлегува дека вие имате
некакви спротивставени веројатно гледање од околу тоа од улогата на државата. Значи Маријан вели дека државата не е толку ефикасна во распределбата на парите, така некако или ќе се дообјасни Маријан, така што значи веројатно дека сите се согласувате дека е потребна редизајнирање на социјалната политика за да дојде до соодветното место. Меѓутоа, како во Словенија, нели Бранимир вели дека треба да има одредена регулација, а Маријан вика да се остави на пазарот, така? Така или мислам еве? Мојот став едноставно е дека премногу инвестирање или одвојување пари за пасивни мерки всушност ги дотепува луѓето. Значи, тие луѓе потоа не се склони да бараат работа, едноставно секогаш очекуваат дека државата треба да ги храни. Значи, мојот став е дека со текот на времето, конкретно во Македонија, треба се повеќе да се намалува уделот на пасивните мерки, да се зголемува уделот на активните мерки, вклучително, не знам како е класификацијата на условените парични трансфери, дали активна или пасивна мерка, меѓутоа во принцип ја третирам како активна, затоа што таа го врзува исплатата на средствата за одреден исход. Значи, сепак ги тера луѓето нешто да прават. А пасивното доделување на парична помош од типот на Гадафи може да е прегрубо, меѓутоа во принцип тоа би значело. Мислам дека само ги доумртвува тие луѓе во смисла дека утре тие нема да бидат корисни за оваа економија. Тоа е вака накратко ставот. Извини. Например, сега државата може да услови социјалната помош со еднаш годишно преглед, да речеме така, тоа е условен паричен трансфер. Меѓутоа, на тој преглед не добива квалитетно здравство. Значи, не му се подобрува ситуацијата. Значи, не е еве сведоци сме во каква состојба е здравството и колку како што велате од публиката си заменуваат. Ме разбирате? Видете, не може сега да зборуваме за парцијални, Бране зборува за интегративни политики, значи за пакет мерки, апсолутно јас не сум присталица на тоа дека треба една мерка да направиме и се ќе биде решено. Затоа зборуваше Маја, политики и во здравството и во образованието, значи тоа треба да се гледа интегрално. Инаку се согласувам дека ако ја услови и не ја испорачува услугата, џабе. Да го кажам мојот став, јас се согласувам дека во Македонија треба да биде условена паричната помош. Ја тоа би го направил на следниот начин: да се направат јавни работи, оно што порано се викаше работни акции. На модерен назив, јавни работи. Дајте им на луѓето пари, и тоа добри пари, не знам, 15.000 денари месечно по семејство или колку и да е, ќе се направи некоја пресметка, но кажете им дека за тие пари тие мора да учествуваат во некоја си јавна работа. Дали ќе биде тоа градење пат, дали ќе биде чистење на парк, дали нешто друго, не е битно. Така што тоа не е пасивна мерка, тоа нема да ги пасивизира луѓето, тоа ќе ги направи активни. А во поглед на она прашање, дали државата ги троши парите ефикасно или не. Според мене тоа е погрешно прашање. Вистинското прашање е дали државата може да ги троши парите ефикасно или не. И според мене одговорот на ова прашање е дефинитивно позитивен и треба да се направат реформи, да се превземат мерки кои што ќе доведат до тоа да државата да ги троши парите ефикасно, но што кажав, реформа на јавната администрација. Нема се согласуваме по тој основ. Така да единствено пасивните мерки. Здравко сакам да бидејќи од преска бараше збор. Повели Здравко. Значи дефинитивно промена на даночната политика наметнува промена и на буџетска политика и никој не може да се залага за прогресивна даночна политика, а при тоа да не ги троши парите во корист на посиромашните слоеви. Така што тоа дефинитивно се разбира и сепак мислам дека, например, некои политички фактори кои немаат углед кај јавноста дека би ги трошеле парите поинаку од начинот земаме од богатите им даваме на сиромашните, бидејќи е можно. Земаме од богатите за да имаме за себе. Некоја инверзна Робин Худовска аргументација, али, значи, тоа е многу важно, значи, може би за зголемување на ефектот на прераспределба на богатството, преку промена на даночна и буџетска политика, ќе треба носител на таа политика да биде политички фактор кај кого граѓаните има доверба дека нема да ги украде парите, и тоа е многу важно. Бидејќи ако ја нема таа доверба, веројатно тој политички фактор ќе биде ограничен
поинаку да ги користи буџетските средства со многу мали разлики во даночната политика. Да речеме, што може да биде важно, наместо споменик да му дадеш на луѓето пари, и тоа е некоја промена, макар што нема да биде голема разлика. Она што е многу важно, за да не може преку наместо споменик давање пари во социјала, голема разлика да се направи, и затоа е нужно покрај буџетска политика и даночна политика. Една од големите блокади тука ќе биде перцепцијата во јавноста, особено кај дека и самите газди и самата јавност има перцепција дека газдите се премногу оданочени. И сега имаме ние една чудна ситуација, перцепција дека премногу државата им зема на газдите, а од друга имаме, например, податок на Светскиот економски форум, извештајот за компетитивноста, дека Македонија е прва во светот по најниско оданочување на фирмите од страна на државата. Што е, мислам, први во светот, пред Саудиска Арабија некој да биде, а Саудиска Арабија е светски позната као земја која најмалку ги оданочува фирмите. Сега, на што се должи таа перцепција кај фирмите? Таа се должи пред се на она типично македонско кукање, како се вика, мене ми е лошо, еден газда ако не успее во рок од една година да го поврати вложениот капитал, вика, како се вика, леле, ги изгубив парите. Значи, ама второ, има разлика помеѓу оданочување и арач. Значи, обично граѓаните не го сваќаат тоа, ама таа е голема разлика. Оваа влада истовремено ги намали даноците кон фирмите на невидено ниско ниво, прво во светот, ама истовремено го зголеми арачот. И не само кај невамаровските газди, туку и кај вамаровските газди, и тоа е многу важно. Ако си вамаровски газда, ќе ти речат, ќе ти дадеме субвенција на некој начин, ама пола од парите ќе ни даеш назад. Или ти си член на партијата, ти имаш должност да даеш пари. А кај невамаровските газди се знае механизмот, инспекција и плаќање на арачот на тој начин. Значи, она што е потребно да му се каже на јавност и на газдите, треба да се врати владењето на правото. Ќе ги зголемиме даноците, ама ќе го укинеме арачот. Како се вика, така што од таа гледна точка не е преголемо оптоварување на фирмите ако се зголемат даноците. Благодарам, Здравко. Во интерес на времето вам молам кратко уште да, повелете. Пошто се спомнуваше во однос на активност, тоест подобро кажано пасивност на граѓаните. И сега мене ме интересира како некој бил во 2012 година активен, при што добил плата 120 евра, извинете, пасивно активен, недоволно активен, а некој таа година земал месечна плата 76.000 евра. Тоа е тоа, кратко ме интересира. Бидејќи вие ги критикувавте социјалните... Ми е јасно прашањето, ако можеш те наш. Бидејќи ги критикувавте социјалните случаи, дека тие ќе се пасивизираат, односно нема да прават ништо. И се збораме во однос на колку некој е активен и пасивен. И се зошто има зошто минимална плата само, зошто само таа е дефинирана, зошто не е дефинирана максимална плата. Некој ли е толку активен па зема 76.000 евра плата? Тоа ме интересира. Колку треба си активен? Мене лично ме интересира. Видите, активноста е сваќате на погрешен начин на активација, значи јас мислам дека човек кога му давате... Или продуктивен, без разлика, како сакате... Станува непродуктивен ако знае дека ќе добие пари кои што не треба да се труди околу тие пари. Значи, во таа смисла активација, инаку зошто нема максимална плата, прашајте работодавецот, односно законодавецот, не знам. Па зошто за тоа воопшто не се зборуваше на темата, пример за да се намали нееднаквоста, тоа би било, мислам, соодветна мерка. Ќе се зголеми минималната плата, ќе се намали максималната, пари ќе... Па не, подобро од тоа е да фрлате пари со хеликоптер, што ќе се мачите да ставате максимални минимални плати.
Значи, еве повелата. Административни мерки може да има 1000, меѓутоа зборуваме за Благица правење. Петрески од Financing. Сакала јас да се надополнам на социјалната заштита како мерка за намалување на сиромаштијата. Врз основа ќе се базирам на едно наше истражување кое што беше преку интервјуа и во однос на активноста или пасивноста. Нашето истражување покажа дека луѓето, социјалната заштита прво сметам дека треба да биде корективна мерка, меѓутоа на краток рок. Значи, социјалната заштита не треба да постојано во текот на 10 години некој да го коригира и да му обезбедува социјална заштита. Тоа значи проблемот е во него зашто тој не успел да излезе од сиромаштија и да не најде работа. И од нашето истражување интервју покажа дека луѓето кои што земаат социјална заштита или некоја од мерките за намалување на сиромаштијата или мајки со трето дете, никој од нив не бара работа. Вика, зошто јас да се вработам во текстилна фабрика и да земам 7000 денари плата, во тој случај ќе ми ја укинат мене социјалната заштита и нема да земам 4000 денари. Тоа е нивниот начин на размислување и можеби социјалните програми и мерки треба да бидат во насока на истражувањето кое што ви беше и плата и социјална заштита, па на таков начин на среден рок, меѓутоа на среден рок тој човек ќе стане активен и ќе излезе постепено од сиромаштијата. Меѓутоа секако треба да постои некое ниво и треба да постои таа социјална заштита. Не велам дека треба да се укине, меѓутоа треба повторно да ги стимулира луѓето на среден рок да бараат работа и да станат на таков начин активни. Може само краток одговор во врска со ова. Точно е можеби тоа дека мајките што имаат трето дете добиваат надоместок од не знам колку и да е, 8000 и не сака да работат во фабрика за 9 или 10000, но прашањето е зошто. Мојот одговор е дека не сака да работат затоа што нема добри работни услови, затоа што нема работнички права, затоа што ако работат во фабрика, ќе работат 12 часа дневно, 6 дена во неделата, ќе бидат малтретирани без паузи, без било што. И има многу силен мобинг и милион други фактори. Значи, пак се навраќаме на дека мора да имате заштита на работничките права. Тоа е според мен причината зашто луѓето не сакаат да работат во фабриките. Не е поентата, не е причината тоа што надоместокот е висок, него причината е во тоа што условите за работа таму се лоши. Но лоши се и за оние кои што се одлучили дека ќе работат, а нема да земаат социјално. Тоа е друга, немаат алтернатива, меѓутоа тоа е друго прашање каде треба да се решаваат проблемите. А кога станува збор овде не може да се продуцираат невработени социјалци на долг рок. Треба на краток рок да биде социјалната заштита корективна мерка. Имате, да пробам да се изразам поинаку. Ако имате добри услови за работа, ако имате заштита на работничките права, тоа е почитување на основните работнички права што ги има и сега, не мора да има покачување, него само почитување на тие што ги има сега, повеќе од жените ќе преферираат да работат во фабрика за 10000, него да седат дома за 8000. Затоа што нема таква заштита, тие сега преферираат да седат дома. Дефинитивно тоа е така, истовремено обсервираме растечки тренд на сиромаштија баш кај таа група, семејства со 3 деца. Мајка била 10 години била надвор од пазарот на труд и после 10 години кога таа мајка ќе се појави, никој нема да ја прими, а дури после 10 години трошоците ќе започнат да растат. Значи треба, моето мислење, не треба веднаш да им се укине таа социјална помош доколку луѓето најдат работа. Треба да им се даде одреден период на прилагодување и постепено тие да станат работоспособни и да им се зголемат вештини. Па точно тоа е активна мерка. Ете, условува социјалната помош со одреден исход во случајов да најде работа и му вика ќе земаш и плата, ќе земаш и социјална помош до одредено ниво. Добре. Ја викам дека мора да биде тоа проследено со за одредена заштита на основните работнички права. Добро, да привршувам. Не, веќе немаме простор затоа што ајде уште кратко, затоа што стварно треба да завршиме. Да објаснам, бидејќи темата е нееднаквост на граѓаните во Република Македонија. Темата се расшири на само социјалните случаи. Значи зборувам и за вработени луѓе. 120 евра минимална плата.
76.000 евра е максималната плата во 2012 година. Значи за вработени луѓе да зборуваме. За тоа кажувам, значи зошто не би се вовела, зошто не се ни спомна како тема воведување на максимална плата. Тоа беше така. Според мене подобра алтернатива. Зошто е чудно и зошто е смешно? Не е уопште смешно. Имаше пред некој месец во Швајцарија гласа луѓето за тоа. Не знам дали се сеќавате, имаше референдум по тоа прашање, дали да се донесе закон со кој разликата во примањата во една фирма ќе биде разликата помеѓу највисоката и најниската плата во фирмите ќе биде ограничена на 12 или нешто така. Не помина референдумот. Мерката воопшто не е смешна, актуелна е, според мене подобра алтернатива е да се иде со прогресивно доначување. Тоа е не дека мерката е смешна, него едноставно има подобри опции. Благодарам ние да привршуваме. Ви благодарам нас. Да, може кратко. Да. Чисто за на крај, значи ви благодарам за се што изнесовте. Јас сум Билјана Дуковска, Македонска платформа против сиромаштија. Ние ја предлагаме мерката минимален достоинствен приход за секој граѓанин во оваа земја и јас ве повикувам да ни се приклучите во поддршката. Ви благодарам. Благодарам многу. Благодарам на сите присутни. Да резимираме, значи комплетно сите учесници мислам дека се на линија да се редизајнира социјалната помош. Да нееднаквоста нормално не е само за социјалната помош, меѓутоа темата беше за нееднаквата распределба на доходот генерално на државата. Тоа значи дека нели за вработените ги опфаќа. Имаше различни ставови околу прогресивното доначување, што е добро за дебата, се слушнавме повеќе аргументи и јас многу благодарам на учесниците. Ви благодарам и на вас и се гледаме во наредна прилика.